Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест на третиот ден од кампањата. Мој гостин да биде Петар Јанков, кандидат за градоначалник на општина Струмица од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Господине Јанков, имам интересен повод. Пред 2 дена само имавме една анкета која што оди многу во ваша полза, ја направи ИПИС, Институтот за политички истражувања Скопје, која што вели дека над 2% сте подобри од вашиот најблизок контракандидат од страна на СДС Маријан Чинам беше. Друга страна и беше уште еден момент и доколку има втор круг имаше прашање и таму сте за 3% подобар од кандидатот на СДСМ. Како гледате на овие податоци, тоа е гласот на граѓаните? Да, се согласувам. Граѓаните се доста наклоните према нас и мислам дека во Струмица, во периодот што доаѓа, со отпочнувањето на изборите, ние почневме со презентација на нашата програма која се заснова на реалните потреби на граѓаните и гледаме дека имаме добро сме прифатени меѓу граѓаните. Мислам дека таа разлика во периодот што доаѓа може да се зголемува се до крајот на изборите и се надам дека изборите ќе бидат одлучувачки уште во првиот крг. И нормално ќе го искористиме ние сето тоа што е во наша полза да направиме убедлива победа. Дури партијата ВМРО ДПМН многу подобро стои од СДСМ, се велеше на времето дека нели е СДСМ бастион, нели, односно Струмица е бастион, но очигледно работите се менуваат. Некои работи не се менуваат благодарение во наводници на минатиот градоначалник. Останаа некои проблеми кои што и натаму најмногу им тежат на струмичани. Тоа се покаже и во анкетата. Најголем проблем според граѓаните е токму водоводот и канализацијата. Факт е дека Струмица има лошо снабдување со вода. Еве, првиот и основен проблем за кој што се изјасниле 20,8% од граѓаните велат дека тоа е најгорливиот проблем, потоа има нели сообраќајот и така натаму, но водоснабдувањето и загадената вода е најголем проблем. Еве како прво, што ќе сторите за да не биде така? Се согласувам со вашата констатација. Минатата година, како што знае пошироката јавност, не само струмичка и македонска јавност, Струмица имаше проблем со питката вода, повеќе од 40 на дена немаше питка вода за домакинството. Затоа имаме ние во програмата предвидено дека ќе ја обновиме, односно ќе ја доопреме Струмичката лабораторија за преработка на вода, односно ќе набавиме 2 нови озонатори, деструктор за прифаќање на неврзаниот озон, кој се користи во процесот на преработка на вода. Лабораторијата исто така ќе биде обновена, ќе направиме по потреба и двосменско работење, ќе извршиме акредитација на иста лабораторија, се со цел да се врати довербата во водата која користат струмичани. Значи, после тој немил настан, кој го имавме минатата година, дел од струмичаните немаат доверба во водата и во квалитетот на водата што ја користат. Да, доста луѓе разговараме со нив. Трошок е за семејства и ние тоа треба да го решиме, бидејќи Струмица пред 20 години имаше една од најдобрите води, не само во државата, туку и пошироко во регионот. Наша цел е тоа да го донесеме на ниво на кое што треба да биде. Исто така во програмата имаме предвидено проектирање, изработка на нов проект, проектирање на нов цевовод од брана Турија до фабриката за вода во Струмица во должина од 14 километри, бидејќи сегашниот кој е граден во крајот на 70-те години е со азбестно-цементни цеви. Затоа ние мора да изработиме проектна документација, елаборат, за да знаеме нели колку ќе чини сето тоа, за да може понатаму да го отпочнеме тој процес, понатаму за воидење да гледаме и да дојдеме до изведба на нов водовод со полиетиленски цеви према потребите на Струмица. На што се должи ова? Самите кажавте пред 20 на години имаше можеби најдобра вода во републикава, сега катастрофа е ситуацијата, не грижата на локалните власти кои што беа. Освен градот Струмица, има и повеќе населени места кои се снабдуваат со истиот водовод. Значи не само Струмица и неколку населени места остана, значи тоа Баница, Водоча, Добрејци, Просениково, Дабиле и градско Балуце исто така користат вода од Струмичкиот водовод. Освен Струмичкиот водовод, ние имавме минатата година проблем и со водата за домаќинства во населеното место Куклиш. Тоа е едно од најголемите населени места, имаат проблем со имаат пумпна станица, имаат проблем со пумпата и останаа луѓето повеќе од 2 недели без вода. Значи во летниот период село Куклиш е едно од најголемите населени места која произведува еден од најголемите производители на земјоделски производи. И они исто така остана без вода. Најголемото населено место село Банско
нема питка вода за пиење, има техничка вода, која во одредени моменти на заматување не е добра ниту за домакинството, ни за техничка употреба. Имат проблеми со апаратите за домакинство. Владата за тоа има издвоено со вториот повик на Министерството за локална самоуправа. Има проектна документација поднесена до владата, има издвоено 29 милиони денари за изведба на прочитителна станица за село Банско. Значи ние колку сега што разговараме, имате веќе во предвид дека добар дел од населените места, а и градот имаат проблем со водата. Значи во 25-та година, 21 век, ние тие работи мора да знаеме да ги надминеме. Значи освен комуналната инфраструктура и патна инфраструктура, проблем со вода во Струмица во 21 век е незамислив. Еден момент кој што е голем проблем во Струмица, особено зимските месеци, зборуваме за аерозагадувањето. Да, го има и во Скопје, но сепак Скопје толкав град и толку индустрија, но еве во Струмица се повторува секоја зима она што се повторува за жал, честопати сте најзагаден град во државата. Што ќе се стори на овој план? Имате ли вие некакви планови како да се подобри воздухот? Нечиста вода, нечист воздух, не ја бива работа. Точно е. Струмица во одредени пикови во зимскиот период, во ладните денове, не само што е најзагаден во Македонија, туку е најзагаден во светски размери. Тоа е проблем кој се натоложува од година во година и се поголем. Значи, тоа е неговото решение долгорочно. Не е тоа на дневна политичка основа да го решаваме, значи треба да преземеме конкретни мерки и стратегии во кој правец ќе го движиме и во кој насок ќе го движиме намалувањето на аерозагадувањето. Преку поставување на повеќе мерни станици, каде што ќе имаме поголем увид на региони, кои региони се најзагадени, ќе знаеме како понатаму да делуваме. Има направено одредена план и програма за подобрување квалитетот на амбиенталниот воздух и нормално е по таа програма што ние треба да се водиме како општина. Мерните станици ќе допринесат исто така да видиме и во делот на индустријските загадувачи дали се или не се и во која мера се. Треба да излеземе на увид со инспекторски служби, не со репресивни мерки, туку со едни позитивни практики и разговор со некои кои веќе имат имплементирано одредени филтри за аерозагадување за кои користат при затоплување во зимскиот период, да видиме на кој начин они ги воведе тие мерки, да направиме спој меѓу тие кои не користат и тие што користат, за да може тоа да делува оптимално колку што треба. Во деловите регионите каде домакинствата, бидејќи се горе од огромно дрво, има големи пикови, најдобро ќе биде како одредени општини во Македонија што прават да субвенционираме клима уреди, клима инвертор уреди, бидејќи тие не вршат директно загадување и се на пазарот доста поевтини за разлика од другиот вид на затоплување кој не врши загадување. Да кажем, ние имаме гасификација, ама моментално гасот е премногу скап и не се користи доволно во општината. Ако сакате после ќе ви го објаснам тоа подетно. Значи, во периодот што следува ќе вршиме субвенционирање на поголем дел од набавка на клима инвертор уред за потребите на домакинствата и нормално тоа ќе биде на социјално ранливи категории или на, да кажем, има група направено, има работно тело што има разговарано за тоа како ќе се врши тоа и нормално после иста таа практика ќе биде премената и на локално ниво. Сигурно овде ќе бидат опфатени и пензионерите како група на граѓани кои својот работен век допринеле за изградба на оваа држава и на нашиот град, да излеземе ние во пресред на еден начин да се одолжиме за нивното работно ангажирање, ќе бидат субвенционирани со вредносен ваучер и со тој вредносен ваучер ќе набават клима уред, ќе си го олеснат и начинот на затоплување, и ќе има позитивно дејство за животна средина. Еден проблем средина. што според тебе и анкетата последна можеби најголем проблем е сообраќајот и сообраќајната инфраструктура. За жал има многу сообраќајни несреќи, за жал и со тешки последици. Дали се работи за лошо поставени знаци, за тесни патишта, за несоодветна патна инфраструктура воопшто, голем реален проблем. Што се планира на овој план? Патната инфраструктура во Струмица не е на задоволително ниво. И нормално, дека освен поставувањето на вертикална и хоризонтална сигнализација, ние ќе извршиме обновување на дел од патната мрежа. Посебно во програмата е наведен патниот правец, реконструкција на патниот правец Струмица, Просениково, мост до река Турија. Овој пат е во многу лоша ситуација, а граѓаните многу го користат, секојдневно го користат, кои се движат во тој дел, дури ги опфаќа и околните населени места кои припаѓаат на друга општина, не значи дека ние не треба да го реновираме, туку напротив, ние треба да се трудиме да ја подобриме мобилноста на граѓаните, колку што
е можно подобро да се движат до градот и нормално да се одвезуваат до нивните места и на каде што живеат. Значи патниот правец ќе биде целосно реконструиран, исто така и другата инфраструктура што е патна инфраструктура во градот ќе биде соодветно обновена. Нормално во тој дел сите тие работи што ќе ги работат ќе бидат објавени кои фирми се изведувачи, колку е буџетската рамка за обновување, за да може до граѓаните да имаме една потранспарентна и поотчетна работа на нашата јавна администрација и нашите фирми, компании, јавни фирми. Струмица е позната како земјоделска мека буквално на Македонија. Многу земјоделие, многу земјоделци, многу работлив народ, но честопати за жал временските прилики не им одговараат, се случуваат невремења, се случува уништување на нивниот плод, макотрпно сето тоа сработено, за жал се случува. Има ли план како да се санираат овие штети, како да им се помогне на земјоделците во Струмица? Значи мора да се изнаде, освен направената евиденција за тоа каква штета е направена, мора да се излезе во пресуд да ги обештетиме во колку што е можно, да бидат дел обештетени. Исто така настануваат штети и од поплави, настануваат од нечисти канали за одводнување, значи Струмица може да интервенира во тој дел, во соработка исто така со централната власт, да бидат каналите уредни, средени, да може колку што е можно атмосферската вода да го одведуваат да ја канализираат до нивните реки, притоки до реките. Значи мора да се води сметка на тој дел колку што е во можност на општината да излегува во пресет на барањето на земјоделците. Имаме предвидено земјоделците, колку кажавте, бидејќи Струмица е земјоделството е една важна битна гранка во Струмичкиот регион. Имаме предвидено тампонирање на полски патишта континуирано во текот на целиот наш мандат. Тоа предвидува секое населено место, на барање на граѓаните од тоа населено место да си кажат кои делови од патишта треба да бидат тампонирани, а наша должност е како општина да испорачиме одредена количина тампони и да биде распоредена за да ги подобриме условите на работење на нашите земјоделци во нивните ниви полиња. Не само што доодат да ги обработуваат, туку и нормално произведеното производство да го одведат до складовите и магазините. Она што го споменувавме во минатиот дел од разговорот, загадувањето на водата, она што се случуваше со високите нивоа на загаденост на воздухот, несреќите, оние природни елементарни непогоди кај земјоделците, факт е дека немаше навремено известување и реакции. Граѓаните при тоа најчесто обвинуваат централната власт, но локалната требаше, мислам, дека да реагира и на време да ги извести граѓаните дали дека ќе има невреме, дали водата е таква и таква, дали дека се случува тоа и тоа. Што ќе направите за да има поголема транспарентност? Може ли да се стори нешто повеќе? Да, може. Значи сите тие општината мора да води сметка кога има најголеми загадувања навремено да излегува со соопштенија. Нашите соопштенија, дали преку социјални медиуми, дали преку информативни медиуми, ние ќе ги известуваме навремено граѓаните. Значи кои денови загадувањето е најголемо, мерки на предпазливост. Тоа е наша должност и во иднина тоа ќе биде навремено известување. Што ќе направите на овој план, бидејќи честопати во помалите градови, да речем, најчесто ги праќаат во Скопје, ќе се прави ли нешто на планот за јавно здравје, бидејќи тоа најчесто чини многу, но имате ли планови на ова поле? Поголем дел од населените места кои гравитираат во општина Струмица немаат своји амбуланти. Предвидено е амбулантно возило со лекар и медицински персонал да врши во договор во соработка со населените места, со граѓаните, да врши превентивно посета, да може да разговара со граѓаните, да изврши првичен преглед на одредени луѓе таму што живеат, бидејќи луѓето таму што живеат старосна граница е повисока, за да излеземе во пресет. Тоа ќе биде организирано заедно во соработка со општината. Што ќе се направи за економијата во Струмица? Имате ли планови за економски развој, како да се подобри животот на граѓаните, па и според она што го кажа претходно да останат во Македонија, во Струмица и Струмичка? Доколку општината се грижи добро према граѓаните, гради училишта, гради спортски терени, инвестира во младите, во образованието, значи младите тоа ќе го препознаат и ќе се спречи дел од таа миграција. Доколку работи добро со бизнис секторот, навремено испорачува услуги општината, прецизно, навремено. Доколку нашите индустријски зони имаат квалитетни и добри услуги спроведени од општината, значи ќе имаме расти во економијата. Ние во моментот
моментално одредени наши зони имат проблем со фекалната канализација, не постоја фекална канализација. Одредена голема индустријска зона нема атмосферска канализација. Ние мора да видиме дали ќе видиме дали имаме проект, ако нема ќе го направиме и да знаеме во периодот што доаѓа кога ќе аплицираме и кога ќе го реализираме. Значи колку ги подобруваме општите услови за живот на граѓаните, толку граѓаните ќе бидат посигурни и посрекни во нашата општина и нема да ќе се намали таа миграција. Населените места треба да ги направиме модерни, урбани, колку што ликуваат во 21 век. Ние скоро сите населени места немаат атмосферска канализација. Дали има проект за атмосферска канализација? Допрва ќе видиме. Верувам дека некои имат, но зошто не е аплицирано, не е почнато со реализација, не знам тоа. А во иднина верувам дека во населените места ќе почнеме и со изведба на атмосферска канализација. Добар дел имат фекална канализација, но имат делови каде што фекалната канализација не е во функција. Фактички секундарната мрежа не е спроведена во населеното место. Тоа се што е започнато, наше е да го довршиме и нормално да го напредиме. Се со цел, како што реков, да испорачаме поквалитетна услуга према граѓаните. Дел ова е проблем и на Македонија цела, дел од неа и тој проблем е во Струмица. Зборуваме за отпадот и дивите депонии, рак рана на секоја македонска општина. Кои се вашите планови околу справувањето со оваа рак рана? Се согласам со вашата констатација. За жал и Струмица има доста диви депонии, наталожени повеќе време. Мора да преминеме на расчистување на тие депонии, но за да преминеме на расчистување на тие депонии мора да има соодветна механизација. Јавното предпријатие Комуналец не е баш во добра кондициона состојба финансиска, има одредени финансиски проблеми, тоа струмичани го знаат, посебно вработените во ЈП Комуналец. Нормално, за они да ги испорачат таа услуга према граѓаните треба да имат соодветна механизација која исто така не е на ниво како што треба да биде. Преку обновување и заекнување на капацитетите на јавното предпријатие ќе почнеме со расчистување на 9 депонии, нормално, и самата депонија Шапкар, каде го складираме нашиот смет, треба да биде подобро управувана, да може со соодветна механизација сметот таму да биде навремено расчистуван, да не се натоложи со времето, да може да има одредена количина на тампони и песок за при случај на пожарување во летниот период да може навремено да се реагира, треба да биде оградена, треба да има видеонадзор, треба да имаме чуварска служба 24 часовна. Значи има многу работи во делот на отпадот што треба да го направиме, а не се направени. Во делот на селекцијата на отпад има одредени региони на Струмица покриени за домакинства со корпи за селектирање на пет амбалажа. Значи сите домакинства треба да имаат посебна корпа за пет и алуминиумска амбалажа. Таа амбалажа потоа треба да биде селектирана од страна на ЈП Комуналец, односно да се набави преса, да може истата потоа да се намали волуминот, односно да се пресува истата и да може да има одреден бенефит самото јавно предпријатие од тој собран смет. Значи една првична рециклажа да го направиме ние самите, односно Комуналец да ја направи, а потоа друг бенефит има во тоа дека што тој отпад нема да заврши на депонијата конечно, тук ќе биде дел од отпадот рециклирана, значи количината од одредена тонажа веќе ние ќе ја преработиме на еден начин. Дел од она што го истражував околу општина Струмица се поплаките за транспарентноста на самата општина. На прашањата не одговарале како се троши буџетот, парите, како ќе го подобрите ова? Имате ли план како граѓаните да бидат позапознаени со она што го прави општината со реално нивни пари? Да. Значи транспарентна општина е успешна општина. Значи колку се трудиме ние да биде општината потранспарентна, толку ќе бидеме поуспешни. Значи секој проект кој се реализира од страна на општината треба да знае колку е буџетската рамка, кој е изведувач на проектот и нормално бенефитот од проектот. Исто така, нашата веб страна, доколку сега ја отворите, ќе видите дека нема и податоците таму што се наведени се доста стари. Значи ние мора да имаме постојано ажурирање на таа веб страна, да знаат граѓаните кои луѓе се одговорни на определени сектори, на определени оделенија, со нивни мобилни телефони, да не биде бројна централа оставена таму, да може да разговарат конкретно со личности што ги засекат тие проблеми. Значи општината, јавните институции треба да бидат во функција на граѓаните. Исто и во делот на
јавно прикажување на реализација на одредени проекти и во делот на јавни средби со граѓани, здружење на граѓани, ќе имаме ден за граѓаните, еднаш месечно ќе имаме ден за граѓаните, каде граѓаните ќе може да дојдат да разговарат со нашите служби, со градоначалникот, да си ги споделат своите искуства, своите ситуации, проблеми, идеи и нормално наше да најдеме конкретно решение за нив. Ако е некоја поголема работа, да преку конкретен проект да направиме буџетска рамка да го реализираме. Значи во иднина ќе имаме голема соработката со граѓаните ќе биде на друго повисоко ниво и преку заживување на функционирањето на местните заедници. Тоа најмногу ќе се остави во населените места, бидејќи секој населено место има одредени своји проблеми. И преку местната заедница кога ќе дојдат до општината, кога ќе биде лоциран проблем, нивните барања ќе дојдат до општината, ние многу полесно ќе знаеме што треба и како да се реагира таму. Централното градско подрачје, особено не само кај вас, тоа е и во сите други градови, е најчесто најсредено со осветлување, зборуваме патишта, одводи, канализации, но работата дури и во другите македонски градови, не се сомневам дека така е во Струмица, е поинаква во руралните средини, во селските средини. Што ќе направите за да овие проблеми кои што ги имаат со осветувањето, патиштата, одводи, канализации се подобрат? На кој начин ќе се среди тоа, бидејќи тоа е сепак голем дел од гласачкото тело во Струмица, не е само Струмица. Ќе кажеме со конкретни примери и со проекти што е предвидено. Значи, нормално дека во населените места треба да го подобриме начин конкретно за улично осветлување. Во делот на комуналната инфраструктура, значи таму каде што има одредени проекти за комунална инфраструктура, конкретно атмосферска или фекална, ќе видиме на кој начин тие ќе се реализират. Тие што не се таму, тие населени места што немат проекти, ќе изработиме проекти и ќе имаме една база на проекти каде по потреба да знаеме доколку конкретно како минатиот пат што имаше минатата година Министерството повик за одредени проекти преку општините за реализација, да знаеме кои проекти каде да аплицираме. Значи ние мора прво да имаме проекти, па потоа да изнаоѓаме средства, дали од сопствен буџет или од централната власт ќе ги реализираме. Значи населените места ќе бидат во периодот што доаѓа ќе имат посебен акцент, бидејќи рамномерното распределување на средства како во урбаните, така и во руралните средини е битен клjuč за успех на општината, за развој на општината. Значи мора населените места ќе бидат по-урбани и по-убави средини за живење. Дури имам предвидено атмосферска канализација во периодот што доаѓа за населеното место Муртино, бидејќи тоа е едно од најпоплувуваните населени места од атмосферската води. Предвидениот проект ќе видиме во која фаза и ќе го реализираме во периодот што доаѓа. Исто важи и за останатите населени места. Проблеми со фекалната лоцирани се веќе во разговор со граѓаните, ќе излеземе на увид, дали тоа со јавното предпријатие или со општината, ќе излеземе на увид и ќе преминеме на решавање на тие проблеми. Но не само во населените места, делови на Струмица, проблем со фекална канализација има и во делови на Струмица, во периферните делови, што е незамисливо за 21 век. Бидејќи одредена група на граѓани се жала дека одредени комшии близу нив имат фекална канализација, а они немат. Значи, дали тоа од лични причини или неможност за реализација на сето тоа, ќе видиме, ќе ги лоцираме проблемите и ќе ги решаваме. Нормално дека тоа не може ние да го решиме за месец, два, три, но ние ќе отпочнеме и постепено ќе ги решаваме сите проблеми. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за јавниот превоз и за слични проблеми. Со нас е кандидатот за градоначалник на општина Струмица. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е кандидатот за градоначалник на Струмица од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Петар Јанков. Зборувавме за многу теми што ги опфативме околу Струмица и постоечките проблеми и како да се решат. Еден од најгорливите според граѓаните е постоењето, односно можеби и непостоењето на јавен градски превоз кој што го има или го нема, но не е само тој како проблем, проблемот е и моментот на движењето на точаците и на оние поеколошки начини да се одвива сообраќајот без пречки. Како да се реши ова? Имате ли планови околу ова? Да. Градски превоз. Јавното предпријатие за превоз на патници е најново предпријатие формирано од општината и моментално не работи со тој капацитет како што треба да работи. Граѓаните се сведоци на недоволниот број на патници кои се превозуваат со автобусите на јавниот превоз во Струмица. Таму е потребно
да инвестираме во зголемување на капацитетите, проширување на нови линии и голем дел од граѓаните не се доволно запознаени за самите автобуски постројки и за движењето на автобусите. Значи ќе изградиме во централното подрачје, ќе поставиме автобуски постројки со табли од информативен карактер за кои автобуси каде се движат, термини на пристигнување и одведување на патниците. Ќе со работка со останатите општини ќе видиме одредени делови, одредени населени места кои се на нашата рута на движење, да може да имаме наши постројки во тие населени места. Пример конкретно да кажам, Банско е под Струмица, Муртено е под Струмица, минува низ Робово, кој е под Босилово, продолжува за Дабиле и Струмица. Значи Робово не застануваат. Автобусот не врши собирање на патници, односно одведување на патници. Што сгрешиле тие? Ту значи треба законот дозволува меѓуопштинска соработка и ние спремни сме и имаме разговарно со одредени со некои од актуелните градоначалници, нема никаков проблем да склучиме договор за меѓуопштинска соработка. За да може да подобриме мобилноста на луѓето од населените места до градот и обратно. Односно, со наша меѓуопштинска соработка може да направиме и од останатите населени места. Моментално делот на автобускиот превоз го субвенционира општината. Половинот од средствата кои го плаќа патникот е субвенциониран од општината. Значи може да го напредиме јавниот превоз, ќе видиме нашите можности кои се и да има субвенционирање и на други линии и нормално према потребите да гледаме да го донесеме јавното предпријатие до степен каде што ќе биде во рамките на профитабилноста. Значи не може да генерира приход, туку да биде одржлив. А во моментот не е баш така ситуацијата, бидејќи и за тоа јавна предпријатие како и за другите општината издвојува средства од буџетот на општината за да бидат функционални, односно одржливи. Во делот на имаме поставени велосипедски патеки на Струмица, но фали паркинг рампи, фали одредена опрема која ќе го подобри користењето на велосипеди. Струмица има велосипедска култура и може таа велосипедска култура да го напредуваме во периодот што доаѓа, но исто така, значи преку поставување на паркинг рампи на одредени места, пример да кажеме пред трговскиот центар Глобал, пред одредени јавни институции, према таму каде што има поголема фреквенција и движење на луѓе, со поставувањето на тие паркинг рампи, мислам, убеден сум дека граѓаните ќе користат повеќе велосипед во соработка со организации, со невладини организации кои велосипедски друштва, ќе гледаме да го напредуваме велосипедската култура и слично. Се што е во наша можност. Меѓу другото, Струмица има одличен туристички потенцијал. Од мој личен аспект, Струмица е еден од најубавите македонски градови, но од друга страна пак податоците велат дека не е искористен тој потенцијал. Воопшто го има и во однос на историјата и поблиска и подалечна, гастрономска, каква и да е, тука е потенцијалот, но не се користи. Што да се направи за да се искористи повеќе овој потенцијал на градот? Во периодот што доаѓа, Струмица ќе направи туристичка мапа. Таа туристичка мапа ќе бидат нормално сите туристички места за поста на туристите, културни, историски споменици, природни ресурси, цркви, манастири кои се интересни нели за туристите кои доаѓаат да ги посетуваат, но на таа туристичка мапа ќе имаме и ќе биде прикажен и нашиот целосно туристички сместувачки капацитет, значи сите колку легла располага Струмица, хотели, хостели, приватни сместувања. Ќе бидат опфатени и сите наши угостителски објекти, ресторанти, малски кафејани, што велиме ние, млечни ресторанти, се ќе биде опфатено за да може туристите на еден сајт се да може и апликација да може след тоа да го увидат и да знаат како се движат и колку време за поста на истата, колку време е сето потребно. Значи гледаме да го напредуваме, нормално тој сајт ќе се ажурира постојано. Гледаме и со сите туристички работници ќе имаме средби да видиме и нивни идеи што може да подобриме, што може општина да излезе во пресред. Нормално тука најмногу ќе има барање од угостителите и луѓето кои имаат туристички сместувачки капацитети, проблемот со паркингот. Ќе гледаме да најдеме соодветен начин да излеземе општината во пресред на таа категорија на стопанственици, се со цел да го напредуваме туризмот како што треба да биде во градот. Општината
има голема улога во однос на третманот на оние општествено ранливи категории, на лицата со попреченост, на пензионерите со мали примања, семејствата од социјален ризик. Што се планира на ова поле, бидејќи е многу битен момент? Па за лицата кои имаат нормално посебни потреби, архитектонските бариери се најголем проблем. Ќе гледаме со здруженијата има повеќе здруженија во Струмица, ќе гледаме со нив да разговараме, да видиме во кој дел ние може да излеземе во пресред да ги надминеме тие архитектонски бариери. Со угостителите да гледаме, да видиме се што може да излезе и општината во пресред, за да се направат тоалети за употреба на лица со посебни потреби. Во делот на буџетот, како и другите општини, ние ќе имаме предвидена рамка за итна интервенција за социјално ранливи категории. Се што е во наша можност да го напредуваме, имаме контакти со здруженијата на граѓани, но ќе гледаме нивните барања колку е нашата можност да излеземе во пресрет на нивните барања. Корупцијата и непотизмот се еден од најголемите македонски проблеми. Реално Струмица, за жал, општината и администрацијата, барем перцепцијата е таква колку што знам, не отскокнува многу од оваа слика. Што може да направите ве како градоначалник за да не се случува тоа што се случува? Значи може сите јавни предпријатија да знаат колку е бројот на вработените во јавните предпријатија, кои луѓе се вработени и нормално која е нивната работна задача. Значи како во секоја приватна фирма, како се знае кој што треба да сработи и која е неговата работна задача, така треба и јавните институции да бидат во функција на граѓаните, да знаат кој оддел што треба да работи, кој сектор што треба да работи, јавното предпријатие која е неговата работа и кои се луѓето кои треба да ја работат. Ќе гледаме да може максимално да ги запознаеме луѓето, што може ние да направиме за нив. Ќе имаме средби со граѓани, како што реков, непотизмот во одредени сектори или да кажеме оделенија, нормално доколку има, ќе разговараме со нив, ќе гледаме што може да промениме да биде работат додатно подобро. Имате големо искуство во јавниот сектор. Работевте долги години во царината, но имате и искуство во приватниот бизнис сектор. Што може да се направи за да се привлече во Струмица поголеми инвестиции, инвеститори? Може ли да се направи нешто повеќе за да се подобри овој план? Па да. Значи, освен за граѓаните и за бизнис секторот, општината треба да биде на располагање. Значи, во непосредни контакти имам разговарано за одредени проблеми кои ги имат индустријските зони. Так. Значи, во делот на комуналните работи, во делот на подобрување на патна инфраструктура, во дел одредени парцели кои не се од тих причини дадени на продажба за да може бизнес секторот да го откупат и да инвестираат, ќе видиме се тие препреки кои се и зошто се, за да може да ги дадеме да бидат откупени нормално, да може после да се гради нив, да може бизнес секторот да се развива и шири. Према потребите во соработка со бизнес секторот ќе разговараме према нивните потреби, одредени парцели кои се може да ги урбанизираме, што се на државни парцели, за да може да се шири градот во делови како што има да се шири градот во период што доаѓа према потребите на бизнес секторот. Основните комунално патни проблеми ќе го решаваме исто така со нив како на нивно барање. Кои делови како треба да бидат улици асфалтирани и нормално поставена соодветна канализациона мрежа. Заради нерентабилноста, бидејќи спортот најчесто е нерентабилен, секогаш бара голема помош од општините. Еве зборуваме за струмичките спортски клубови. Што може да сторите на овој план да се подобри сето ова? Општините помагаат на спортските клубови и понатаму сите спортски клубови кои добиваат одредена финансиска помош од општината, тоа ќе гледаме не само што ќе даваме одредена помош, туку гледаме на тој дел да го унапредиме. Сакаме да го вратиме сите спортови по кои е препознатлива Струмица, да го вратиме на патот кој што треба да се движи. Нормално, за да имаме и функционални спортски клуби, треба да имаме и генерации спортисти кои ќе произлезат од општина Струмица, затоа ќе вложиме доста и во спортските терени. Значи, сите спортски терени кои се во незавидна состојба ќе бидат во период што доаѓа обновени, реновирани
ќе биде поставено осветлување за да можат најмладите и во вечерните часови да се бават со спорт. Ќе имаме дел за унапредување на училишниот спорт преку во соработка со училиштата. Ќе има одреден буџет, соодветен буџет за да има училишна лига. Не знам дали тоа према спортски работници кажа дали тоа ќе биде фудбал, баскет, одбојка позната во Струмица, ракомет, према нивните потреби, нивните програми, ќе направат они програми и ние ќе се движиме по таа програма како општина да ја буџетски да ја покриеме. Значи, младите во текот на целата учебна година, училиштата, меѓусебно сите доволно колеги се познаваат, имаат соработка, училишниот спорт да го напредуваме. Нормално и после завршувањето на учебната година, преку одредени надпревари и турнири, да кажеме, да можат професорите по физичка култура заедно со нивните тимови да учествуваат и нормално да бидат наградувани за резултатите што ќе ги постигнуваат. Како што кажав, имате богато искуство во јавните институции, односно во царината, нешто што ќе ви помогне околу функционирањето на општината, бидејќи сепак зборуваме за јавни институции, за администрација. Од друга страна, имате богато искуство и со бизнисот, што од друга страна па дава менаџерски квалитети. Еве за крај, што е она, освен овие работи што ги споменав, заради кое што вие треба да бидете градоначелник на Струмица и граѓаните да дадат довербата толку на вас? Разбирам. Значи, за успешноста на работата не е само поединец, не е само градоначалникот. Битно е неговиот тим со кој работи. Доколку тимот е добро мотивиран и се ја познава работата што треба да ја работи, ќе имаме успех во работата. Нормално некои не може да работат истовремено со ист начин и интензитет на работа. Но тоа треба правиот менеџер да го познае, да го препознае и да соодветно да реагира. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам на вас. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.